Добър ден, почитувани ученици! За денеска имаме вежби за мускули на труп и на нозе от седење. Ние некако осмислихме оваа методска единица да се изработи во 2 часа последователни, а ќе ја направиме на тој начин што ќе покажеме вежби во седење на под, каде што вие во домашни услови можете при читање на книга, при учење, можеби гледање на некој културно-едукативна програма на телевизија, можеби едуино да следите и при следење на такви содржини или о комуникација во домашни услови, наместо да бидете пасивни, можете да изработите вежби кои што ќе бидат за истегнување и за јакнење на мускулите на трупот и нозете во седење на под. Вежбите ќе пробаме да ги покажеме во седење во чело, нормално, и во страничен агол, за да може вие да осознаете што и како. Започнуваме во обично седење, може пред телевизија, некој пообичаено во домашни услови, во некој семеен разговор, седате на под, стопала едни спрема други, од нозете свиткани во коленици и правиме зибања на горе-долу. Можеме, ако сакаме да биде тоа малце уште потешко, да ги повлечеме прстите кон трупот, кон главата нагоре, а можеме да ја усложниме вежбата со тоа што ќе ги направиме сите три работи, со лакти ќе турнеме да ги отвориме што повеќе колената, така да ќе се истегнуваат препоните на ваков тип на седење. Значи, секој од овие три работи, речеме 10 секунди седите нормално, исправени, со зибање, потоа почнувате да ги приближите петиците што поблиску до боковите, па следните за 5-6 секунди да ги повлечете прстите нагоре и на крај последните 5 до 6 секунди да турнете со лакти, да ги турнете вашите коленици. Еве, да речеме, може да направиме седење со згрчени колена или седење на врз петици, каде што може да истренираме да бидеме што поисправени, да ја истегнеме предната ложа на предната мускулатура на колицата на нозете и да го исправиме трупот. Ова се пожелни вежби во секојдневни домашни услови, активности, особено во овој детски период, рано училишен период, така да кажам, и нели се оние ја зголемува вежби кои зголемуваат подвижноста, подвижноста на мускулите на сите зглобови на нозете, а при тоа и внимаваме на држењето на тело. Еве, да речеме, сега ќе се вратиме во седење со испружени нозе, па, иако можеш да се направи тоа и од претходна положба, да пробаме со раце во надрачување, да направиме засоци во лево и во десно со две зибања, да речеме со две под замагнувања, да и ова можеме исто, речеме, да ги попреме лактите, раците свиткани во лакти, со што поголемо отварање на лактите, значи страна, и пробаме да направиме вакви засоци. За да може вие тоа исто на вежба да ја почувствувате, да ја видите како изгледа од страна, вежбата со отворени рамења или пак со испружени раце може да се изведе на следниот начин. По првиот дел и во вториот по 4 пати професор покажа до 5 пати, значи 8 до 10 повторувања е пожелно. Седење со свиткани нозе, може малку да се растерета, да се раздалува нозете додека има некои физички активности посилни, но еве сега да речеме од овие засоци, па можеме вака да почнеме некои за, да речеме, засоци, но и веќе вежби за јакнење на мускулатурата на трупот. Може од тука и со подигнување и веќе стартуваме од седење со вежби за јакнење на мускулите на предната страна на трупот, или тоа од овој агол изгледа
претходно како на почеток што беше само со свиткување и допир лакт до колено и на тој начин ги активираме мускулите на труп. Речеме седење со испружени нозе, да истегнеме задната ложа, пробуваме први да ги фатиме под колениците, па може плуждовите, по 3-4 секунди да пробаме да ги фатиме рисовите, горен дел на стапалото, па прстите, па во следните 4 секунди да ги повлечеме прстите на нозете и може би на крај да пробаме да одиме со глава што пониску до колената. Тоа од овој друг како изгледа. Значи за почеток може да ги фатиме под колениците, па да пробаме плуждовите после 2-3 секунди, па да пробаме горната дел на стапалото да го фатиме, па да стигнеме до прстите за 3 секунди и на крај да ги повлечеме или да пробаме со глава да отидеме кон леници, така да полека покажаме неколку нивоа како се напредува во оној длабок претклон во седење. Да кажеме, ако преска кажеме вежби за може на овој начин да направиме вежби за истегнување на коковите, да речеме на мускулатурата на над колениците со тоа што ја виткаме, но ова нога е стабилна, статична, бидејќи ако легнеме тогаш ќе се работи со одлежење, сега ја покажуваме седење, но туркаме со рацете и раниците кон напред, исто тоа го пробуваме и на другата нога, за да може вие да го видите аголот, значи подпрени, седиме подпрени со раце и можеме да турнеме кон напред, исто да го направиме и со спротивна нога и да искористиме во седење убаво да ги истегнеме носите. Ајде да речеме од седење, значи практикуваме да менуваме труп, нозе, за да не оптеретиме веднаш цела мускулатура на еден дел од тело, туку наизменично едната работи, другата одмора, а подоцна обрнато, да речеме одморената мускулатура почнува да работи, веќе заморената се одмора и така вие станувате ефективни во 5, 6, 7, 8, 10 минути, колку и да се потребни за вас. Да речеме, од првата почетна вежба што беше со свиткана коленица и двете на напред, едната ја виткаме позади, ја ставаме до колку, другата до коленицата и пробуваме на овој начин во седење со мало подпирање на раце да истигнеме над коленицата на ногата што е свиткана позади. Истото ќе се потрудиме да го направиме и на спротивна нога, на спротивна страна, за да вие да го видите аголот. Еве го од страна како изгледа. Гледам од ваша страна со предна нога, нели свиткана напред и еве како треба да видите ова активна нога назад свиткана, да се истегнува труп. Нормално ефектот на вежбата е поголем ако се легне, но тоа е веќе во вежби за легнување на нас. Пробуваме од седење, да пробуваме да ги седење нормално, но ги подпираме рацете, да пробуваме движење со нозе, горе-долу, 10 пати веќе работиме со нозе, но ги јајакнеме мускулатурата на труп. Може да пробуваме со виткање нозе во колена и еве веќе ги изредуваме вежбите за јакнење на трупот. Овој агол би изгледал овака и овде, или без да ги подпираме рацете, но потоа можеме да кажеме со свиткување на коленици, со подпирање за по-високо ниво, можете и од седење, но веќе и работи трупот и нозете исто време. Претходната вежба за нозе може да го сложиме со тоа што ќе направиме преплоско седење. Свитканата нога позади останува, но предната наместо да биде свиткана
во коленица, ја испружуваме сите три зглоба и правиме засоци со допир на спротивна рака со спротивна нога, односно прсти на спротивна рака со прсти на спротивната нога да се испружи. 7 до 8 пати на една страна, 7 до 8 пати на друга страна и веќе правиме препонски сет. Вежби кои што се добри за зголемување на подвижност во зглобовите на нозите и некако се добри за воведување, да речеме, после зимскиот период, наместо да сме улегани, нашата мускулатура ќе биде стегната, подготвена за евентуални по-големи движења со трчање, скокања, прескакување, прекрачување во пролетниот дел, да работиме вежби во дворот или вежби на отворено, на училиште, зглобовите и мускулатурата ќе бидат подготвени. Може вака малку изтегнување на страна на изменишно ниво десно, еве сега мускулатурата на грбот може вака да ја изтегнеме, на мускулатурата на предната страна, на трупот на овој начин, или тоа зедно така, туркаме, но потоа се испружуваме со затегната брава која ќе ни ги влече, ќе ни ги истигнува мускулите на предната страна на трупот. Можеме да дадеме уште некоја вежбичка, но еве се трудиме во овие 12 минути кои до сега ги работиме, 10 да се ефективни, со најмалку 8 повторувања направени, доколку вие ги направите со 10-12 повторувања секој од овие вежби, или вежби каде што се задржува една положба 10-12 секунди, ќе ви биде потребно најмалку 15 минути, што ќе биде сосем доволно за вас и може да промените во останите 2 часа. Се гледаме со вежби за лежење за сите делови на телото на следниот час. До гледане.